Во Тетово одбележани 79 години од херојската смрт на првоборецот и револуционер Илјо Антевски Смок. По тој повод во организација на Сојузот на борци се одржа историски час на кој присуствуваа ученици од тетовските основни училишта. Илјо и припаѓа на онаа плејада на борци од народно-ослободителната борба и антифашистичка војна кој несебично се жртвуваше за националната слобода на Македонија. Загина на неполни 24 години, но неговите дела и идеали длабоко се врежани во срцата на сите сограѓани, рече во својот говор председателот на Сојузот на борци Јоцко Димитриевски. Животот му беше кус, но многу значаен период, исполнет со настани, сложени задачи и активности. Во април 1943 година, во борбата на партизански одред Кораб кај Ново село Гостиварско, во неравноправна борба со балистичките квислиншки формации, предводени од Джемо Хаса, е заробен со уште 12 своји соборци. По невидена тортура и мачење бил предаден на италијанските окупаторски сили и одведен во тиранскиот затвор и набрзо осуден на смрт. На денешен ден, на 17 мај 1943 година, заедно со уште 5 негови соборци е обесен. Во текот на револуционарната борба се истакнува со невидена храброст. Храброста ја искажал и при заробувањето и кога и покрај измашувањето во ниту еден момент не побарал милост. Посебна храброст покажал при судењето и бесењето, кога постојано и гордо ја извикувал паролата «Смрт на фашизмот, слобода на народот». Дури и чинот на бесење го извршил сам, кога му била ставена јамката околу вратот. Со нозете го турнал столчето под бесилката, без да му дозволи на непријателот да го стори тој срамен чин. Пред спомен обележјето на Илјо Антевски Смок во тетовската населба Два Бреста положија цвеќе неколку делегации, како и представници на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок. Денес е голема радост за нас, тетовчани, бидејќи Сдруженијето за култура и уметност денес положи цвеќе на споменикот на Илјо Антевски Смок. Денес го одбележуваме постоење на името Илјо Антевски Смок од Тетово и 100 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски Смок од Тетово. Имавме многу активности и веќе не очекуваат наредните активности, каде што на 21 овој месец во 19:30 часот во Центарот за култура ќе биде најголемиот свечен настан по повод одбележувањето на јубилеот со настап на фолклорни групи од странство и Македонија. Овие настани ќе бидат убаво уживање за нашите граѓани, каде што можат слободно да дојдат и да го проследат овој убав настан. Ги покануваме сите, нека повелат и заеднички да го одбележиме ова големо јубилејно одбележење, кое треба да биде почит за нас тетовчани. Јас сум горд, бидејќи еве успеавме и овој јубилеј да го одбележиме. Инаку Сдруженијето за култура и уметност, што го носи името на Илјо Антевски Смок, по повод 100 годишниот јубилеј, организира пригодни активности заклучно со 24 мај.